Добро вечер, дами и господа. Би сакал да ви се заблагодарам на присуството. Вечерва ќе ни одржи предавање монахињата Ана Пановска на темата посетата на рускиот патриарх Алексеј I на Охрид. Нешто повеќе таа ќе ни каже со оглед на тоа што имаме доста кратко време, би сакал веднаш да го припуштам неа зборот. Се надевам дека сите добро ме слушате и го припуштам неа зборот. Снимката од ова предавање, како што знаете, ќе биде објавена на Facebook страната на Рускиот центар, како и досегашните снимки од нашите предавања. Повелете. Почитувани, добро вечер, како што најави професорот Дарко. Јас сум монахиња Ана Пановска од Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана I, а ова е презентација за посета на рускиот патриарх Алексеј I на МПЦ од фотоколекцијата на митрополитот Климент Трајков. Инаку може да се каже дека оваа презентација обединува три личности, и тоа Свети Климент Охридски, кој се чествуваше оваа недела, голем поборник против тријазичната ерес, духовен облагородител кој богато ја вдахнувил и дарувал вселенската цивилизација и историја со словенско писмо, а со своите просветни, културни и државни мисии го воздигнал пиететот на македонскиот народ и градот Охрид во словенската просвета и култура. Него сесрно го молиме да измоли од Бога мудрост и љубов, кои пред се ќе не принесат во Царството Небесно. Потоа исто рускиот патриарх Алексеј I, која посети Македонија во 1962 година, чија посета ние ќе проследиме преку фотоалбумот од македонскиот митрополит Преспанско-Битолски господин Климент Трајков, кој го носи името на сесловенскиот просветител. Да спомниме дека старите фотографии никогаш не се само парче хартија, тие се вистински мали уметнички дела, проткаени со емоции, но истовремено се и факти. Во овие исклучително важни, чувствителни, тешки моменти на искушенија, пред кои повторно е на удар постоењето на македонскиот народ, Македонската православна црква и македонската држава, Бог благоволи како потврда за вистината, на чудесен начин да излезат на виделина од темни камари на заборавот 4 албуми со фотографии од личната колекција на првиот македонски митрополит Преспанско-Битолски господин Климент Трајков. По Божјо благоволение, 4 албуми се откриени од страна на професор Роберт Јанкуловски и Зоран Видановиќ. Професор Јанкуловски, како голем истражувач на старата македонска фотографија, во 2000 година го основа Македонскиот центар за фотографија, чија основна цел е истражување, собирање, заштита и презентација на стари фотографии. Овие албуми се пронајдени на чудесен начин и истите се спасени од уништување. За идентификација на фотографиите се обратив ке неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски, господин Петар Каревски, кој по Божјо благоволение е наследник на истата епархија. Митрополитот Петар, на кого почива живото предание од тоа време, со големо задоволство одвои од неговото време и со смирение и радост даде свој придонес, трпеливо идентификувајќи ги личностите на фотографиите во албумите. И исто така епископот Климент, кој е роден 1912 година, а преминал при Господа во 1979 година, е прв македонски митрополит Преспанско-Битолски, односно прв архиерей во Битола по обновувањето на Македонската православна црква и втор македонски архиерей, потписник на Соборската одлука од 1967 година за обнова на автокефалниот статус на МПЦ, денес Македонска православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана I. Никола Трајков е световното име на митрополитот Климент пред монашењето и хиротонија за архиерей на МПЦ.
Треба да се каже дека целта е да се појасни дигитализација и идентификација на фотографиите со историско значење од личната збирка на неговото преосвештенство, првиот македонски епископ на Преспанско-Битолската епархија во обновената МПЦО, господин Климент Трајков, во која спаѓа и албум со фотографии од посета на рускиот патриарх Алексеј I и да се освежат сеќавањата на руско-македонските релации низ вековите. Пред се треба да се потенцира круцијалната важност, големината, значењето, содржината, вредноста и суштината на фотографиите, кои сведочат за времето во кое нашиот измачен македонски народ се бореше за автокефалија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Моментите кои се заробени во фотоалбумите се од историско значење, бидејќи сведочат за репресивниот период на македонскиот народ, кога постоеше обид за апсорбција на нашата православна црква во Македонија од друга православна црква во Србија, што денес го имаме проблемот со соседна Бугарија и Грција. Иначе да се подсетиме, Македонската Охридска црква, прва Јустинијана, била единствена од патриаршиските престоли во источната екумена, која во својот историски развој минала низ сите евангелско-канонски стадиуми. Во 51 година апостол Павле во Охрид ја основал првата црковна општина. При вториот престој на пат за Рим во 54 година ја подигнал на степен на епархија. Во 535 година византискиот император Скопјанецот од македонско потекло Јустинијан I управда ја подигнал на степен на архиепископија. Додека во 553 година на Петтиот црковен собор во Цариград ја потврдил папа Виргилије со свето папско послание. Во 987 година македонскиот цар Самуил ја подигнал на степен на патријаршија, а во 999 година ја потврдил папа Григориус V исто така со свето папско послание. Со тие историски постулати Македонската Охридска патријаршија, прва Јустинијана, денес олицетворена во Македонската православна црква, во науката го доби епитетот прва македонска сесловенска античка духовна древност. Ова е првиот албум кој има фотографија од посета на рускиот патриарх Алексеј I на Македонската православна црква во Охрид. Иначе тој е со димензии 34 см на 25 см во црвена боја со кафено и на внатрешниот дел од задната корица има ознака Весник Загреб. Фотоалбумот содржи 61 фотографија, од кои 9 се во боја, додека останатите 52 црно-бели, и фотографиите се прицврстени на бескиселинска архивска хартија и помеѓу нив има пауз за одделување. Тука ќе направиме приказ на неколку фотографии кои што се наоѓаат во албумот. И тоа, на првата фотографија можеме да го видиме рускиот патриарх Алексеј I како се симнува од авионот на аеродромот во Охрид. На втората фотографија, рускиот патриарх Алексеј I служи света архиерејска литургија во црквата Света Богородица во Каменско во Охрид. Потоа, пред царските двери во истата црква во Охрид е фотографиран рускиот патриарх Алексеј I заедно со архимандритот Никодим. И на четвртата фотографија идентификувани се рускиот патриарх Алексеј I, српскиот патриарх Герман, македонскиот архиепископ Доситеј и Страхил Гигов. Ова се и другите три албуми кои се со помали димензии. Во вториот се наоѓаат фотографии од посета на епископот Климент на Русија и тој има 58 црно-бели фотографии. Во третиот се наоѓаат фотографии од првата литургија во црквата Свето Благовештение која што отслужил епископот во Прилеп и тој содржи 65 црно-бели фотографии, како и четвртиот фотоалбум кој што содржи повеќе моменти од животот на епископот.
Преку избрани фотографии од колекцијата ќе се анализира дигитализирањето и идентификацијата на неколкуте заробени моменти и носители на историски важни информации и сведоштва за чувствителното време на македонското 20-годишно опоравување од раните задобиени од геополитичките игри кројачи на светот, особено кројачи на Балканот по завршувањето на Втората светска војна, како и за посетата на Македонија од врховниот духовен клир од Руската патриаршија под водство на рускиот патриарх Алексеј I. Првата фотографија од збирката на албумот Посета на рускиот патриарх Алексеј I на МПЦ, таа е аналогна сребро-железинска фотографија во боја со димензии 24 на 18 сантими. Во идентификацијата е употребен историски материјал од повеќе автори, но и живото предание и личното идентификување од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар. Во книгата на доктор Александар Танасов може да се каже дека многу убаво ги опишува збиднувањата заробени на фотографиите од албумите и можеме тука да ги употребиме цитатите. Во 1962 година тогашниот патриарх на Руската православна црква, господин Алексеј I, одлучил да ја посети Српската православна црква. При изготвувањето на програмата за таа пригода, патриархот Алексеј изјавил желба дека сака да ја посети Македонската православна црква, а особено градот Охрид. На искажаната желба на рускиот патриарх Алексеј да ја посети МПЦ, патриархот Герман одговорил негативно, но патриархот Алексеј не се откажал од својата намера и изјавил, доколку патриархот Герман од кои било причини е спречен и не може да патува за Охрид, тогаш тој со авионот со кој ќе патува од Москва, директно ќе слета во Охрид. На празникот Свети Кирил и Методи ќе богослужи во еден од храмовите во Охрид, па потоа ќе допатува во Белград. Патриархот Герман се премислил и го променил својот став, зашто доколку патриархот Алексеј директно слета на Охридскиот аеродром, поголема важност ќе даде на МПЦ отколку на СПЦ, па затоа прифатил да дојде во Охрид. Во историските анализи на возобновената Свети Климентова архиепископија 22 мај 1962 година бил забележан како ден од големо црковно-историско значење на Македонската православна црква. На тој ден, славниот град Охрид бил удостоен со посета на патриархот на Руската православна црква Алексеј I, кој ќе биде гостин на Македонската православна црква. Убаво е да се спомне дека во придружба на патриархот Алексеј биле архиепископот Јарославски Ростовски Никодим, епископот Внички Браславски Јоасав, архимандритот Питерин, инспектор во Московската духовна академија и богословија, протоиереот Алексеј Остапов, доцент на Московската духовна академија и богословија, иеромонахот Платон, студент на Московската духовна академија, протоѓаконот Владимир, заменикот на председателот на управата на Добра на Московската патриаршија господин Остапов, членот на одделението за надворешни црковни односи на Московската патриаршија господин Кудикин, лекарот Анатолий Василевич Алексеев, преведувачот Александар Данилович Романенко. Во неговата придружба бил и српскиот патриарх Герман, со митрополитот Загребски Дамаскин, епископот Банатски Висарион, председателот на Сојузот на свештеничко здружение протоиереот Милан Смилјанич, како и Миливој Дилпарич, секретар на Сојузната комисија за верски прашања. Додека од домаќините биле архиепископот Охридски и Скопски, прв митрополит македонски Досите, неговото преосвештенство епископот Преспанско-Битолски Климент, неговото преосвештенство епископот Злетовско-Струмички Наум, председателот на Сдруженијето на православните свештеници на Народна република Македонија протоиереот Ставрофор Климе Малевски, Ѓорѓе Јовановиќ, протоѓаконот на архиепископот Доситеј, Стојче Петров, прота од Штип, Доне Илиевски, секретар на Републичка комисија за односи со верски заедници, протоѓаконот Димче Пешевски, прота Боро Станковски,
секретар на архиепископија, прота Нестор Поповски, председател на Свештеничкото здружение на Република Македонија, како и фотографот на патриархот Герман. При оваа посета на 24. мај 1962 година, по повод празникот на Свети Кирил и Методи, во црквата Света Богородица Каменско во Охрид, патриархот Алексеј, патриархот Герман и архиепископот Доситеј слушале свечена архиерейска литургија. Во таа прилика на високите гости од Русија им била представена Македонската православна црква. Тоа било прво сослужување на поглаварот и другите македонски владици на Македонската православна црква Охридска архиепископија со поглавари и владици на други автокефални цркви. Првите впечатоци и контакти биле насочени кон запознавање и воодушевување од убавините на Охрид. Меѓутоа подоцна, во преден план, фокусот бил насочен за статусот на Македонската православна црква, за материјалната положба на црквата, за односот со државата и друго. Представниците на РПЦ биле запознаени со минатото и сегашноста на МПЦ, за македонската националност и друго. Представниците на Руската православна црква, патриархот Алексеј, а особено архиепископот Никодим, истакнувале дека македонскиот, српскиот и рускиот народ се братски народи, тие тука се чувствуваат како браќа во едно семејство. Архиепископот Доситеј го чувствуваат како поглавар на МПЦ, како следбеник на Свети Климент Охридски, истовремено благодарејќи за се што Охридската архиепископија направила за рускиот народ и црква или автентично. Ние сме длабоко благодарни на Охридската архиепископија и стариот и древен град Охрид, од каде ни доаѓаат првите словенски книги, на кои се учевме на словенската писменост, истакнал митрополитот Никодим. Во разговорот со представниците на Руската православна црква им бил разјаснет статусот на МПЦ. За полна легитимност и признавање на МПЦ од страна на РПЦ дошло до израз при размена на подароци, кога патриархот Алексеј во присуство на сите му рекол на архиепископот Доситеј да ја посети Руската православна црква, бидејќи тој е легитимен поглавар на Македонската православна црква. На подарокот кој го добил од архиепископот Доситеј, а тоа било икона од Свети Климент Охридски, патриархот Алексеј истакнал: кога ќе дојдеш во Москва, ќе ја видиш осветена и истакната во Московската патриаршија. А кога му било подарено Евангелие на македонски јазик, обраќајќи се кон архиепископот Доситеј, патриархот Алексеј истакнал: кога ќе дојдеш во Москва, ние двајца ќе служиме со ова Евангелие на македонски јазик. Патриархот Герман исто бил воодушевен од убавиот пречек и односот на представниците на МПЦ кон членовите на делегациите на СПЦ и РПЦ. Бил восхитен и од посетата на културно-историските споменици и постојано ги величал македонскиот народ и Македонската православна црква. Исто така и митрополитот Дамаскин бил воодушевен од МПЦ, особено затоа што тој претходно имал негативен однос кон МПЦ и тој бил пријатно изненаден од се што видел, при што изразил желба повторно да ја посети Македонија. Накратко да ги освежиме сеќавањата на руско-македонските релации низ историјата и можеме да видиме дека рускиот историчар Приселков, врз основа на стари руски летописи, откриени од монахот на Киевско-Печерскиот манастир Нестор од 11 век, соопштува дека Киевска Русија христијанската вера ја примила не од Византија, туку од рацете на Охридскиот патриарх. Според него, Руската црква била една од епархиите на старата Охридска патриаршија. Како многу силен аргумент со кој се подкрепува тој факт, представува неговото откритие за првите личности во руското општество кои го примиле христијанството и се покрстиле. Во старите руски летописи открил дека руската кнегиња Олга во 955 година и нејзиниот внук кнезот Владимир во 987 година биле покрстени во Охрид. Тие не отишле во Цариград, туку во Охрид, во првиот словенски светилник на христијанството. Овој податок не е без основа,
Сите руски извори тврдат дека княгињата Олга била првата руска жена која самата се вовела во христијанството. Ова е енергична и грамотна княгиња, чии интелектуални способности се одликувале со силно изразено визионерство, имала јасно одредени цели за иднината на Русија, со цел да ја сочува нејзината независност и да се здобие со самостојност во црковните работи, водела итра дипломатска политика. Познавајќи ја многу добро византиската црковно-политичка концепција, според која секој народ кој христијанството го примил од рацете на грците, автоматски станувал вазал на грчкиот император, односно политички зависен народ и политички зависна држава, таа не сакала својата земја да ја подведе под Византија. Од тие причини, наместо во Цариград, отишла во Охрид, во словенската престолнина на христијанството, каде што се покрстила. Не случајно тргнала на толку долг пат. Охрид во тоа време представувал најсветлиот пункт во историјата на јужните Словени, а во прва Јустинијана Охридска бил концентриран целиот духовен живот на словенските народи. Оваа жена дипломат меѓу својот народ уживала голем углед и авторитет во работите од христијански карактер, поради што манифестирала забележително влијание во сферата на религиозниот живот кај соседните словенски народи. Затоа тргнала токму во Македонија, бидејќи сметала дека приказната за нејзиното покрстување во тогаш популарниот Охрид можела да придонесе да се забрза процесот на христијанизација во Русија. Приселков соопштува дека уште во 10 век името на Охридската патријаршија длабоко навлегло во руските маси и тоа станало поим и легенда за православното христијанство. Врските на Охрид со Москва и Киев најблиску биле во времето на првиот руски митрополит Теопемт. Тогаш, 1037 година, руската црква била подчинета на Охридската патријаршија. Во 1590 година, Охридскиот патријарх Гаврил I во Москва се сметал за висок православен хиерарх и најзаслужен за Русија и руската црква, бидејќи со својот авторитет придонесол Московската митрополија да биде подигната на степен на патријаршија. Инаку тој бил заедно со московскиот митрополит Јов и со рускиот цар Теодор Ивановиќ, кој што всушност е татко на Иван Грозни. Последователно, патријархот Гаврил I, кој во руската историска литература е славен како личност, кој го покренал прашањето за осамостојување на руската црква и за нејзиното прогласување за автокефална, независно од Цариградската патријаршија, преку прераснување на Московската митрополија во патријаршија, видно се прошириле и зацврстиле врските меѓу Македонија и Русија, особено меѓу македонската и руската црква. Тогаш дошло до зачестени меѓусебни посети на високи свештени лица, што придонесло кон натамошен уште позабрзан развој на духовната просвета и култура. Честите посети што биле користени за учество на високи црковни големодостојници во црковните богослужби отвориле процес на збогатување на содржината, не само во духовниот, туку и во сите други сегменти во животот. Некои од тие и такви посети, освен религиозен, неретко имале и политички карактер. Треба да се спомни и тоа дека османлиите по освојувањето на Балканот од трите словенски национални христијански цркви што ги затекнаа, Охридската, Трновската и Печската, ја задржаа само првата. Охридската бидејќи уживала углед, достоинство и репутација во православниот свет како најстара христијанска црква. Епархиите од укинатите цркви и биле припоени на Охридската патријаршија. Во текот на османлискиот период на Балканот, кога на нашите цркви и манастири им биле наметнувани огромни давачки, кои не биле во можност да ги исполнат, многу често добивале крепост од руските императори и тоа не само финансиска, туку и духовна и книжевна поддршка. Втората фотографија исто така е од албумот на посета на рускиот патријарх Алексеј I на МПЦ. Таа е аналогна сребро-желатинска црно-бела фотографија со димензија 18 на 13 сантими.
Самата копија е направена со голем контраст, при што се изгубени сивите средни тонови и потребно е да се намали контрастот. Идентификацијата комплетно ја направи круцијалната боговдахновена личност од денешната духовна сцена на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана Прима, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски, господин Петар Каревски. Во 1962 година, славниот град Охрид бил удостоен со посета на патријархот на Руската православна црква, неговата светост Алексеј I, кој ќе биде гостин на Македонската православна црква. На фотографијата е моментот кога домаќините со голема почит и љубов во Христа го испраќаат патријархот на Руската православна црква Алексеј I и неговата придружба на Охридскиот аеродром. Во позадина се гледа и авионот. На фотографијата се идентификувани од клирот во прв ред од лево се неговото преосвештенство епископот Преспанско-Битолски Климент, потоа е архиепископот Охридски Скопски прв митрополит Македонски Досите, патријарх на Руската православна црква неговата светост Алексеј I, потоа патријархот на СПЦ неговата светост Герман, како и архиепископот Јарославски Ростовски Никодим. Во другите редови се протоиереот Милан Смилјанич, председател на Сојузот на свештеничкото здружение, прота Стојче Петров од Штип, потоа јеромонахот Платон во последниот ред, студент на Московската духовна академија, потоа е Страхил Гигов, па прота Нестор Поповски, председател на иницијативниот одбор. Тука е протоиереот Алексеј Остапов, доцент на Московската духовна академија и богословија. Позади него лево е Доне Илиевски, секретар на Републичка комисија за односи со верски заедници. Од другата страна е протоиереот Ставрофор Климе Малевски, председател на Сдруженијето на православните свештеници на Народна република Македонија. Потоа е неговото преосвештенство епископот Злетовски Струмички Наум, како и митрополитот Загребски Дамаски. Третата фотографија од третиот албум, во кој се наоѓаат фотографии по повод служење на литургијата на првата литургија во црквата Свето Благовештение во Прилеп, и таа е аналогна сребро-желатинска фотографија црно-бела со димензии 14 на 9 сантими. Треба да се каже дека овој албум е дар за епископот Климент како израз на почит и на голема љубов во Христа од христоверниот народ од Прилеп кон својот архиерей. На внатрешната страна на предната корица има посвета која открива многу за времето кога е таа направена, како и за мотивот. Иначе гласи: одборот при црквата Свето Благовештение во град Прилеп го дава овој скромен поклон на неговото преосвештенство првиот македонски епископ на Преспанско-Битолската епархија во обновената Охридска архиепископија и Македонската митрополија господин Климент, а по случај на неговата служена прва света литургија во нашиот храм на неговиот патронен празник Свето Благовештение 1960 година во Прилеп, председател на одборот протоиерей Ставрофор Цветко Крстевски, кој покасно станува и втор архиепископ на Македонската православна црква, односно господин Ангелари. Личностите се комплетно идентификувани од митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар Каревски. Првата личност е неговото преосвештенство епископот Преспанско-Битолски господин Климент. Втората е протоиереот Ставрофор Цветко Крстевски, покасно архиепископ на МПЦ господин Ангелари, како и третата протоиерей Ѓорги Поповски, подоцна митрополит Дебарско-Кичевски господин Методи. Накратко да спомниме, митрополитот Климент со световно име Никола Трајков е роден на 3 август 1912 година во Битола. Основно образование и гимназија, завршил во родниот град, а студиите по право на правниот факултет во Белград и Софија.
По дипломирањето господин Трајков прво работен како професор во гимназијата во Битола, потоа како референт во Историскиот архив во Битола и судија во Народниот суд во општина Битола. Се занимавал со историски истражувања. Тој бил познат и како исклучително надарен педагог. Во својата долгогодишна просветна дејност успел со многу љубов да им ја доближи историјата на македонскиот народ на своите ученици, од кои подоцна многумина биле поставени на високи места во тогашната државна администрација, во културата и просветата. Зачудувал се со неговата меморија и неговото енциклопедиско знаење за низа најситни подробности. Не само од познатите историски настани, туку и од историјата на одделни семејни родослови и историското минато на одделни населени места во нашата земја. Во Втората светска војна Никола Трајков активно се вклучува за обнова на Македонската православна црква и иако бил граѓанско лице како истакнат активист за создавање на автокефална Македонска православна црква, од иницијативниот одбор во Скопје бил предложен за епископ. По неговото замонашување набрзо станал прв епископ Преспанско-Битолски, односно прв архиерей хиротонисен во МПЦ по нејзиното укинување во 1767 година. Втората личност, протоиерей Ставрофор Цветко Крстевски, покасно архиепископ на МПЦ господин Ангелари, кој е роден 1911 година во село Долнени Прилепско. Тој е архиепископ втор по ред поглавар на МПЦ и потекнува свештеничко семејство. Бил парохиски свештеник во црквата Свето Благовештение во Прилеп и архиерејски намесник во Прилепското архиерејско наместништво и тој е потпишан на посветата од овој албум. Имал многу заслуги, учествувал во НОБ, бил член на иницијативниот одбор за организирање на МПЦ и член на Сдруженијето на православното свештенство во Народна република Македонија. Учествувал во работата на Првиот црковно-народен собор во Скопје и свештеничката конференција во 1946 година. Одликуван со Црвен крст, потоа со Граден крст и со највисокото свештеничко одликување протоиерей Ставрофор. За Охридски македонски архиепископ и скопски митрополит бил избран на 19 август 1981 година, поглавар на МПЦ бил нецели 5 години до несрекното упокојување, бидејќи погина во сообраќај на несреќа на 5 јуни 1986 година во Дреновската клисура. Протоиерејот Ѓорги Поповски, подоцна митрополит Дебарско-Кичевски, господин Методи, е еден од многуте архиереи во историјата на Охридската архиепископија, а денес МПЦ која носел титулата Велички. Тоа е првата титула што ја имал и основоположникот на Охридската архиепископија, Свети Климент Охридски. Може да се каже дека тој учествува во синодот, тој е еден од петмината членови на Светиот архиерејски синод на МПЦ, која потпиша историската одлука за прогласување на автокефалноста на МПЦ донесена од учесниците на Третиот црковно-народен собор одржан во Охрид од 17 до 19 јули 1967 година. Починал, односно преминал при Господа на 25 февруари во 1976 година. Може да се каже дека овие три фотографии се дигитализирани со помош на скенер и фотоапарат Canon 5DS со 50 милиони пиксели, со што се добиваат многу информации од фотографиите и имаат можност да се направат големи репродукции. Фотографиите се еднакво важни носители на информации како и било кој друг материјал, затоа неопходно е долготрајно да ги сочуваме како во аналогна, така и во дигитална форма. Но овој малечок настан околу обелоденувањето на овие фотографии кои имаат непроценлива историска, политичка, црковно-дипломатска вредност за мојот народ, црква и држава, гледам небесна интервенција. А кога небото интервенира, не постои поголема потврда од тоа дека Бог не милува, љуби и има промисла. Ме успокојува и тоа што нам македонците, покрај многобројните, многовековни, отворени и прикриени непријатели, единствен пријател ни е Бог. И во тоа е мојата надеж дека Македонската црква, народ и држава сепак ќе го дочекаат и 8-миот незалезен ден. Затоа токму овој труд за големината, значењето, содржината, вредноста и суштината на историската фотографија
За мене едно сегментче од небесната интервенција за Македонија, во која на моја голема радост и јас сум мал актер, како сплетна многу љубови во мојата малечка душа. Љубов кон фотографијата, уметноста, татковината, народот и црквата, чија слугинка сум, а во слава на Бога. Ова е користената литература. И тука им голема благодарност сакам да искажам до неговото високопреосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор во Зеландски господин Петар Каревски, до Рускиот центар Скопје, посебно до раководителот доктор Емил Нијами и професорот Дарко Несторов, како и до Интернационалниот универзитет Европа Прима, господин Роберт Јанкуловски и господин и госпоѓа Поплевнеш. Ви благодарам на вниманието. Ви благодариме и вам за интересното предавање. Значи, тука имаме неколку прашања во која црква служи почитуваната монахиња. Во Македонска православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима, односно во Преспанско-Пелагониска епархија, како што кажав на почетокот. Да. Да, многу и благодариме на монахињата, Ана, што не пренесе во периодот кога сме општеле со сите други цркви и сме биле во единство со цел православен свет. Што е потребно да направи МПЦ за да се врати во единство со цел православен свет, меѓу кој и РПЦ? Па не знам, тоа се малку по високи црковно-дипломатски политики, јас не би навлегувала многу околу тоа. Јас ова само историски го наложувам според фотографиите и фотоалбумите кои што се пронајдени и кои што се спасени од уништување и кои што се проследени всушност со литература. Ја употребив литературата на доктор Александар Атанасов, на доктор Петар Поповски, во кои што има и големи истражувања од руските историчари, како Приселков и други. Така да, тоа беше всушност и трудот. Иначе, за повисоките црковно-дипломатски политики, тоа ќе оставам на повисоките кръгови. Во ред, ви благодарам уште еднаш на присуството, со оглед на тоа што не истекува веќе времето предвидено за ова предавање. Уште еднаш би сакал да и се заблагодарам на монахињата Ана Пановска за доста интересното предавање вечерва. И сите тие кои што не успеат да се вклучат на почетокот, ќе може да го погледнат уште еднаш видеото од предавањето на нашата Facebook страна. И би сакал да ве поканам на следниот петок на уште едно интересно предавање. Ви благодарам, имајте си убава вечер. Ја ви благодарам на сите што следевте презентацијата.